Политиката која СДС ја води на централно ниво, пропорционално се осликува и на локално ниво. Случувањето со доделување на финансиски средства од Фондот за иновации сега ги имаме и во општина Штип, само преку доделување на средства на невладини организации. Имено, на повикот кој уште во почетокот на годината, општината го објави за доделување на финансиски средства на локални издруженија на граѓани, имаат добиено неколку организации. Меѓутоа, спорно е тоа што некои од нив активно имаат работено за СДС во изминатиот период. Затоа ги прашуваме СДС. Дали е во ред да се доделуваат средства на лице кое беше на советничка листа на СДС, лице кое веќе неколку пати во текот на годината има добиено средства од општина Штип, за настани кои се слабо посетени, а Советот на општина Штип нема увид во начинот на трошење на тие средства и лице кое преку група на граѓани остварува своји лични интереси. Дали при доделувањето на средства на две организации нема судирни интереси на едно лице, кое во едната организација е председател, а во другата организација заедно со целата своја фамилија е во основачкото собрание? Зарем овие случаи не представуваат отплата на долговите кои СДС ги има кон овие луѓе, затоа што верно одработувале за оваа партија? Дали е ова општина на сите граѓани или општина во која добиваат само оние кои се на иста линија со партијата СДС? Ово се прашање на кој очекуваме СДС да одговори и да запозна јавноста за начинот на трошењето на народните пари. Од голем интерес е да се образложат овие скандалозни одлуки и СДС да објасни пред јавноста и на самите организации зошто поголемиот дел од проектите се одбиени, а средства добиваат само оние организации кои активно ги застапуваат нивните интереси.